أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Potvrdeni vo hadisi koji se potvrdeni i vo laboratorija deneska deka nam istina pejgamber a.s. je pejgamber. Ovo će ni koristi za nas, da ni se zgolemi naš od iman vo pejgambera sallallahu alaihi wa sallam, a istovremeno da im gi izložime na nemuslimani koji, ako si su čist i oslobodeni od strasti, će prihvatiti pejgambera a.s. za pejgambera. Prvi hadis go prenosuje Buhari i Muslim od pejgambera sallallahu alaihi wa sallam, deka pejgamber alaihi salatu wa salam reče: إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. ودروغو предание: طهور إناء أحدكم إذا بلغ الكلب أن يغسله 7 مرات. Во превод вели пегамбер алейхи салату ва селам пред 14,5 века: إذا بلغ الكلب, кога кучето ќе лижи од садот на некој од вас, фелијагсилху, нека го измие тој сад, тоа тенџерен или тепсија или кој било сад, 7 меррат, 7 пати и еднаш со земја, за да стане чисто. Во друго предание: Ихдахунне, вика, еднаш со земја. Во друго предание вели улахунне, првиот пат со земја, после уште 7 пати со вода. Замислува пред 1430 години. Кога куче ќе лижи од сад, од тенџер, од тепсија, што било на некој ваш сад, што го користите за јадење, за пиење и слично. Прво изчистете го со земја убаво и после уште 7 пати со вода, за да биде чисто. Доаѓаат научници денеска и викаат: зошто со земја и зошто 7 пати? Сите научници утврдиле дека навистина во лигата на кучето има бактерии и има микроби. Човек кој не знае во пустина ни да чита, ни да пишува, ниту телескоп, ниту микроскоп, ниту некоја друга медицинска справа, може ли да знае што има во лига, на лига што е, значи во плунката на куче? И баш токму со земја. Викаат научници, денеска какво средство да се земе? Не, денеска има многу разни средства за миење на панци, разни сјајови, разни детерџенти. Викаат, пак е утврдено колку да го мие со разни детерџенти, сјај. Вика, пак остануваат микроби и бактерии на тој сад. Единствено само земјата е таква чиста материја, која може да исчисти лигата, плунката од кучето во садот. Ова го рекол пегамбер за куче. И вие знаете дека куче е створение кое може, викат научници, кои се занимаваат со таа гранка, викат од лигата, од плунката на куче, може да се зарази и да се предизвикат до 40 опасни болести. До 40 болести. И сега, ако видиш ти, што рекол пегамбер за куче? Па што рекол за мачка? Дали тоа исто важи за мачка? И ова е хадиси, меѓутоа и наука. Пошто денеска луѓе некој поќе ги прифаќа хадисите, меѓутоа има луѓе кои поќе тежне кон наука. Вели пегамбер алейхиссалам кој беше прашан за мачка. Пегамбер алейхиссалам рече: иннаха лейсе би неџес. Иннаха минел мутавафине алейкум. Таа не е нечиста, таа е чиста.
Ta je ona koja kruži okolo vas i u vašite kući. Znači to nego ima, znači ligatana mačka, nema nečistotija ili neko mikrop koji može da donese do zaraza, do bolesti.